Добар ден, вие слушате радио емисијата TV103 со своето 144-то издание на 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. Денес ќе ви говорам, односно на мене тоа е секој последен четврток од месецот на канал 103 да биде посветена епизодата на сублимирање на најквалитетните ТВ серии кои имав можност да ги погледнам, а во случајот на мај одлучив да направам еден поразличен тематски пресек. Именно комедијата забележав дека многу помалку е застапена во каталогот на епизоди на ТВ 103, па затоа одлучив да придонесам со поголема доза на ведрина токму во оваа епизода и да ви говорам најпрвин за серијата на проблематичното раководење со холивудското студио, потоа за средбите на трите пара на пријатели кои еднаш годишно, односно еднаш во рамките на секое годишно време се пресретнуваат на некоја екзотична локација со намера нели да поминат заедно некое празнување или викенд, а се случува спротивното, кога животот ќе им ги помати сметките. И за крај оставив една црно-хуморескна чудовишна серија која се има изродено и отворено од мислите на еден стендап комичар, која е подготвена да ги прекрши сите нормативи. Односно, денес ќе ви говорам за The Studio, The Four Seasons и Bad Thoughts. А оваа емисија ја започнавме со едни ветерани во рамките на 103, односно бендот Кадавар, кои музицираат од Берлин, односно овој бенд уште од нивниот прв албум истоимен од 2012-та беше емитуван во рамките на емисиите кои ги водам на 103 и денес имавме можност да слушнеме композиции кои се наоѓаат од нивниот 8ми студиски албум кој гласи I Just Want To Be A Sound, а од него имавме можност да слушаме Хистерија и одличната Scar on My Guitar, се извинувам. И во продолжение од Берлин се селиме во Индианаполис, односно во Индијана, каде музицираат стонер думерите Void King, кои го издадоа нивниот четврт студиски албум, односно The Hidden Hymnal Chapter 2, значи второ поглавје отвораат по нивниот култен албум кој го издадоа пред 2 години, едно некакво логичко надополнување, од кое ќе слушнеме композицијата A Union of Expired Souls, така што во продолжение ги слушаме Void King. А доколку сакате да дознаете кои се највпечатливите серии за овој месец, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. The Studio е американска сатирична, односно условно кажано кринч комична серија. Да, постои таа категоризација како жанр. Се додека постои The Office, ќе постои таа категорија, која е создадена од страна на долгогодишните пријатели соработници Сет Роган и Еван Голдберг, во дадената ситуација со помош на Петер Хујук, Алекс Грегори и Фрида Перес. Односно, Роган и Голдберг работат заедно уште од Superbad и Pineapple Express, но имаат издигнато, условно кажано, телевизиска империја преку Preacher, The Boys, Gen V, Invincible, Pam and Tommy, Paul T. Goldman и ќе работат на Darkwing Duck и Tailspin, кои се во најава. Серијата е продуцирана за еден од моите омилени стримери, Apple TV+, кој има 40 милиони претплатници, 8 помалку од Hulu, 10 повеќе од Peacock, со чија што политика на раководење на пазарот се разбира дека не се согласувам, но со нивното мото во ТВ одделот на давање предност на квалитет над квантитет, го поддржувам со две креати раце. Моментално уште се емитува Your Friends and Neighbors, Government Cheese и Murderbot и документарната Long Way Home,
кои не ги гледам затоа што се емитуваат недела за недела и чекам да се комплетираат за да изгледам нешто нив, затоа што се мачев со овој неделен принцип со The Studio за оваа емисија и немам намера повторно тоа да го правам во скоро време, се разбира доколку некоја друга серија не ме потегне. Во најава се крими серијата Smoke, историската Chief of War, со Момоа и борбата помеѓу раководството на Хаваите. Комедијата Stick, документарната The Wild Ones со нови сезони од Foundation и Buccaneers, од што за прв пат морам да речем дека ништо скоро и да не ме привлекува да гледам, но тие што се во тек ги чекам да ги погледнам. Ги чекам затоа што The Studio објавија 2 епизоди на 26 март, Опасен мамец за кој се закачив, и потоа недела за недела емитува 30 минутна епизода, Агонија, која заврши на 21 мај, 2 месеци подоцна, со тоа што наместо да чекате 2 месеци за 10 епизоди, вие може да си ја изгледате серијата за 5 часа, со среќа ако успеете да се воздржите од бинџањето, јас не би можел. Снимана е во студиото на Warner, иако е работена со пари на Lionsgate. Серијата ја предводи Мет Ремик, односно глумен од Сет Роган, кој е новоназначен шеф на филмската компанија Continental Studios, кој се наоѓа на крстопат на кој ниту еден шеф на студиото не сака се најде, барем не тие што се кинофили како него, односно да мора да балансира од една страна артистичка слобода на продуцирање на мали артхаус филмови и од друга страна вложување на средствата во блокбастер суперхеројски филмови за широките маси, кои немаат високи естетски вредности. Серијата ни овозможува да погледнеме што би се случило во канцелариите во студиото, каде на хумористичен начин ескалираат состаноците и се создаваат проблеми за сите решенија кои се растегаат до недоглед, што на крајот на денот ќе го чини и самиот шеф, па и самото студио. Мене ме купи уште од првата епизода кога Роган требаше да му каже на Мартин Скорсезе дека нема да може да го сними неговиот последен филм за масакрот во Джонстаун, чии права ги купи студиото со намера никогаш да не го заврши, затоа што предност ќе даде на истоимениот суперхеројски филм Kool-Aid, каде што ќе бидат насочени сите средства за реализацијата. Соопштувањето се одвиваше на забавата на Шарлиз Терон и тоа значи дека во серијата самите себе си се глумат холивудските актерски звезди, па и режисерите, и тоа е дополнително комичен подвиг, односно се појавуваат и Питер Берг, Сара Поли, Зои Кревиц, Дейв Франко, Стив Бушеми, Грета Ли, Ентони Меки, Рон Хауард, Джони Ноксвил, Оливија Уайлд, Айс Кјуб, Адам Скот, Теса Рандос, Руми Јусуф, Зек Снајдер, Арон Соркин и кој уште не. Што значи дека со овој задкулисен поглед јасно е дека оваа серија се обидува да чекори во стапките на мојата најомилена комедија Ентураж, која исто така направи дисекција на Холивуд, само што таму пријателството меѓу звездата во подем и неговиот брат во залезот на кариерата и нивната свита од мало говореше за другарување кое на секој можен начин беше ставено на тест од капиталистичките предизвици. Таа сплотеност ја нема во The Studio и нема потреба да има, затоа што во прашање е канцелариска серија, каде колегите се непосредна фамилија, затоа што шефот нема никаков живот надвор од својата работна обврска, без разлика што неколку пати се обидува да направи такви излети додека станува свој најголем непријател, условно кажано. Одлични се долгите кадри со кои е кадрирана серијата, особено во епизодата во која се снима метафилмот со Грета Ли, или пак избегнувањето на расправиите со режисерските потфати на Оливија Уайлд, Рон Хауард и Николас Столер и Паркер Фин, да не ги заборавам. Потоа доделувањето на наградите, презентациите и какви уште не заврзлами се на поведок на Continental студиото. Морам да напоменам дека не само што Роган е смотан и прави непотребни компликации, која ќе додадете дека Брайан Кренстон е CEO на студиото, кој сака уште поголема заработка, а колешките глумени од Кетрин Охара и Кетрин Хан се ставени во секакви незгодни конфликтни ситуации,
комедијата треба да знаете дека ќе биде неизбежна. Ма сцената во која го комплицира кастингот на Kool-Aid на расна основа ме принуди да паузирам, да урлам од смеење, да враќам назад, да се смеам пак. Пилотот беше пуштен на филмскиот фестивал South by Southwest на 7 март, а овој месец беше обновена серијата за втора сезона, на моје големо радување, и се надевам дека конечно ќе биде конкурент на некоја комична серија на Hex во сите категории каде што ги зема наградите, да не им дозволи, се разбира, да се пренаситни со новата сезона. The Studio нуди уникатен хуморескен поглед на случувањата зад завесата на волшебникот од Оз во Холивуд, односно ни ги прикажува предизвиците и компликациите кои сами си ги создаваат челниците на студиото, кои стравувајќи од погрешната рецепција со добронамерно за градење на подобар студиски систем, поради немањето храброст прават прилично непоправливи грешки, поради кои Роган во реалноста би бил избркан од позицијата уште првиот ден, но во светот на серијата се искупува наредната епизода, како ништо не било, иако штетата на компанијата од претходната епизода што сме ја посведочиле е непроценлива пред се. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и слушаме композиции кои се создадени на страна на бендови кои допираат повеќе до heavy psyche, до stoner rock влијанијата. Едни од нив се и Other Sun, односно продолжуваме со патешествието низ меридијаните во Сан Франциско во Калифорнија, каде ќе бидеме пречекани од страна на вокалистката Келси и нејзината дружина, која го предводат овој heavy psych, односно опасен stoner rock бенд, кој го издаде нивниот албум Down of Darkness, од кој ќе слушнеме композицијата Summon the Demons, потоа ги слушаме Witchcraft, односно култниот шведски и окултен, ајде да речеме, stoner rock бенд оформен од раните 2000-ти, кој има неколку бројни изданија зад себе, со тоа што за heavy psych sound го издаваат Идаг, ако така воопшто се изговара, односно нивниот седми албум, со тоа што ова е албумско остварување кое е отпеано комплетно на шведски. Така што ќе слушнеме композицијата Dromar av Is од него и потоа следуваат Kal El, односно патуваме од Шведска во Норвешка, се уште сме Скандинавија, каде ќе не пречекаат овие научно-фантастични стонери кои го издадоа нивниот шести студиски албум Astro Voyager Volume 1, се надеваме дека ќе има и двојка, од кој ќе слушнеме BTDSC и ќе завршиме во овој сегмент со композицијата Heavy Blues од одличниот и позапоставен бенд Paralyzed, односно бенд кој што твори во Германија, значи се снимуваме надолу, од Скандинавија, каде се предводени од моќниот вокал на Михаел Биндер и овој квартет кој е поблизок до блуз сцената, односно до хард рок влијанијата. Јас би ги нарекол дури прото метал ретро рок бенд кој ќе ве потсети на убавите звуци од 70-тите. Heavy Blues е најдобриот доказ на тоа. И потоа ќе ви говорам за ТВ серијата The Four Seasons. Така што уживајте. The Four Seasons е американска драмедија, односно амалгам помеѓу мелодрама и комедија, создадена од страна на екипата која што претходно има работено на 30 Rock, односно Тина Фей, Ленг Фишер и Трейси Уикфилд. Реализирана е за стримерот Netflix, кој знаете дека се најголемата стриминг компанија со 270 милиони претплатници и се недостижни на тронот со таа цифра, без разлика на нивната мантра, каде квантитетот го поставуваат над квалитетот, ги покрија први со експанзијата на шпанското, корејското и индиското говорно подрачје, дигиталните пространства, со оригинална продукција буквално на овие јазици,
покрај постоечките young adult и аниме сектори кои што ги има, така што исто фалична максима и поскапување на цени за предплата и блокирање на споделување на пасворди и блокирање на материјал кој на еден или на друг дел од светот е достапен или не, сепак се супериорни во рамките на стримерите. Во мај на репертуар се трилерот Bed, комедијата She the People, арапската ТВ серија Franklin, индиската The Royals, италијанската Real Men, корејската Dear Hengran, кинеската Forget You Not, шпанската Snakes and Ladders, Rotten Legacy, холандската фудбал Parents, од кој со ништо не ме привлекува од оваа понуда, буквално, туку и дури ме одвлекува со новата сезона од Love, Death and Robots, која сметам дека не заслужува да биде анализирана во TV103, затоа што Финчер и Милер ја утна работата со неинвентивните 5 епизоди за вонземјанската инвазија, на тоа што не успеа мачките да освојат во оваа сезона, така што се надевам дека во наредната ќе имаат малку предвид со оглед на тоа што секоја непарна сезона очигледно дека е врвна во рамките на Love, Death and Robots и затоа не ја ни вклучив во концептот за оваа епизода, но да ги тргнеме на страна неуспесите и да се фокусираме на успешната практика на Netflix да ги објави сериите во целост во еден ден, со честните исклучоци на глупирањата со делба на серии на 2 дела и емитување во временски јаз од 6 месеци, што исто така не го оправдувам, затоа што се заборава случајното. Мислам, не е тоа една серија која што ја гледате најверојатно во рамките на пола година, но Four Seasons комплетно се емитуваше на 1 мај, кога беа целосно објавени 8 епизоди, кои во просек се околу 30 минути, со оглед на тоа што има 50 минутна епизода, има 20 минутни, 25 минутни, па да речеме дека просекот е тој, односно би биле потребни 4 часа и нешто да ја изгледате, а со оглед на тоа што 2 по 2 епизоди се поделени за едногодишно доба, тоа значи дека може да дури по саат време да ги двоите и да си гледате во зависност на парот на случувањата, односно може пролет, лето, есен и зима, да се издвоите по 2 епизоди и да ја погледнете во тој манир. Меѓутоа, доколку сте лакоми како мене, може да ја изгледате во еден зип и да не може да се воздржите за сите тие промени на годишните времиња, да ги уживате во едно седнување. А во прашање се 3 пара кои се договараат секое годишно време да одат заедно на одмор. Сега, во зависност дали е тоа викенд, дали се повеќе дена, сега, тоа зависи пред се кој колку може да земе одмор, но има некаква соработка помеѓу нив и компромис, но да се сретнат на различна локација во зависност на каков одмор всушност станува збор, за да ја продолжат таа нивна традиција на дружба која ја негуваат уште од факултетските денови кога и се запознале, иако сега се наоѓаат веќе во нивните 50 години. Едниот пар го предводат Тина Феј и Вил Форте, кои се средовечен брачен пар кој од епизода во епизода има меѓусебни преписки и надмудрувања, старомодни се, но лојални се, кои одат дури на терапија за парови за да може да работат на подобрување на брачната врска. Работата е клучниот аспект во нивното заемништво, заради тоа што тие сметаат дека треба во континуитет љубовниците да работа на доградба на нивната самодоверба и разбирањето кои што треба да го имаат едни со други, кои имаат една ќерка која е на факултет, исто како и ќерката на ликовите кои глумат Стив Карел и Кери Кини Силвер, кои за разлика од нив се пред развод, со тоа што ликот на Карел во другите годишни времиња ќе стапи во врска со 30 годишната забарка, односно глумена од Ерика Хенингсен, и може да замислите какво непроценливо богатство на хумор лежи во нивниот годишен, односно возрастен јас,
И не смее да се заборави отворениот брак на третиот пар, составен од Колман Доминго и неговиот италијански партнер Марко Калвани, кој од страв да не го загуби сопругот е обсесивен со него и не му дава да дише, малтене. Може би ова серија нема урнебесен хумор како што тоа е случајот со The Studio. Тука комичните ситуации во кои се затекнуваат ликовите се балансирани со мелодраматичните тешки мигови во животите, односно проблеми со кои неизбежно е да се соочат не само ликовите, туку и нивните гледачи во животите, дали за одржување на нивните бракови или пак за воспоставување на пријателскиот сооднос, се повлекуваат радикални решенија кои со оглед на тоа што има засеци од одмор до одмор, се одвиваат делови од животите за кои не сме свесни, например, и на секоја непарна епизода се обидуваме да претпоставиме што се случувало додека работеле и се одвивале нивните животи без престан, па затоа имаме скокови кои може да ви се чинат како премногу драстични во нивните врски, но тоа се должи на временските џебови кои ни се преоставени непополнети, кои ги оддалечувале партнерите еден од друг и одморите се токму баш тие можности да се зближат или да си се исторат еден на друг пред се накалемениот гнев и фрустрации кои ги имаат од нивното катадневно бидисување. Снимано е во Њујорк и во Порто Рико, што е потполно оправдано за летниот распуст, како што е епизодата за ураганското кампување пред се. Не смее да биде изоставен уште еден круцијален чинител во серијата, а тоа се гудачките свити на изведбите на 4 годишни времиња од Антонио Вивалди, кои ги придружуваат ликовите во секоја соодветна доба во која се одвиваат епизодите, така што еден убав лајтмотив се неговите дела, а Колман Доминго режираше дури и една од епизодите. Оскаровецот Ordinary People може би прв ми падна на памет кога се обидов да направам паралела помеѓу дружбата на овие возрастни ликови кои се соочуваат со своите животни успеси и неуспеси, од кои нема да може да избегаат без разлика што се на одмор. Паралела со тропските острови и паровите може да се направи, се разбира, и со The White Lotus. Потоа долгорочното дружење со Sweet Magnolias и Friends from College, ТВ сериите на комично равништво може би е поблиска до Life and Death, така што има што да гледате ако сакате комедија со посериозни животни предизвици на кои што се изложуваат ликовите, и затоа сакав малку диверзитетна да биде ова емисија, за да ви приложам како ви најразлични форми може да има хуморот пред се. Серијата има опасен пресврт кога ќе се истроши еден од главните ликови и клифхенгер на последната епизода кој го загарантираше пред се одобрувањето на втората сезона, а со оглед на тоа што има доста случувања и ликови со кои лесно ќе се поврзете, нема празен од во епизодите, а вниманието е рамномерно распределено помеѓу паровите. Така што ако сакате семејни мелодрами, ама со комични ситуации, инициирани пред се од тврдоглави ликови, тогаш обрнете внимание на ТВ серијата The Four Seasons. А во продолжение ќе слушнеме малку, ќе преминеме од стонер кон Doom и кон Sludge и кон сите тие под видови, со тоа што во продолжение на емисијата ги слушаме Mudfinger со композиција од нивниот втор студиски албум Amentia, мислам дека претходниот беше Psychonaut, односно во прашање е Stoner Sludge Band од Германија. Од овој нивен албум ќе ја слушнеме композицијата Trinity, потоа ги слушаме Stoned Watchers, односно во прашање е бенд кој музицира во Франција, односно во Марсеј. Така што Stoner Doom Metal Band е во прашање кој е инструментален и го издаде нивниот прв студиски албум Organic Cosmic Waste, од кој ќе ја слушнеме и композицијата Straightforward. Потоа ги слушаме Puce, односно патуваме за Канада со помош на музиката каде создава и твори овој бенд. Ќе ја слушаме Fresh Star, композицијата од истоимениот трет нивни
албум на овој стоner рок и doom metal бенд и ќе завршиме во сегментот со Dwellers, односно со композицијата Old Ways, која се наоѓа на нивниот албум Corrupt Translation Machine. Односно, во прашање е бенд од Salt Lake City, од мормонската Јута, така што ќе слушнеме влијание од психоделичен браун, од блуз, од хеви примесите кои што ги поседува ова четворка, така што ќе завршиме на крај со ова нивна американа, ако малтене така сакате, односно ќе слушнеме Dwellers. Пред да ја слушнеме најавата за ТВ серијата со која ќе затвориме оваа емисија, односно Bad Thoughts. Уживајте. Bad Thoughts е црна комедија, создадена од страна на стендап комичарот Том Сегура, кој може би го знаете од филмовите Countdown или пак од Opening Act. Барем јас сум го гледал таму, а може би ги следите неговите подкасти кои ги води едниот со сопругата Кристина, кој гласи Your Mom's House, или па другиот кој го води заедно со Берт Крайшер Two Bears One Cave, од кој сум гледал некои епизоди во зависност кои им се гости, кои им се теми на разговор, но не ги следам сите со внимание. Сите специјали кои ги има издадено, стендап специјали во дадената ситуација, се на Netflix, а последниот му се викаше Sledgehammer од пред 2 години, ако не се лажам, а првиот му датира од 2014, односно Completely Normal е неговиот назив. Кога Netflix уште најверојатно испраќа DVD-а по пошта од неговите специјали. Додека сме кај Netflix, да ви напомнам дека во најава се следните серии за јуни, односно криминалистичката Department Q, мистеријата The Survivors, драмата The Waterfront, потоа новите сезони на комичната Fubar и Tires, романтичната комедија Too Much, италијанската Sara, Woman in the Shadows, последната сезона на Squid Game ќе може да ја погледнеме исто така нареден месец, корејската нуар серија Mercy for None, полската Аниела, шпанската Олимпо, тајландската Mad Unicorn, документарните F1 The Academy, Power Moves with Shaquille O'Neal и Cocaine Air, Smugglers at 30,000 Feet, од кој сите знаеме што ќе се гледа, конечно ќе заврши корејската сага, за која што се надевам и дека ќе можем да направиме и засебна епизода на TV103 за ова сезона на Squid Game. Меѓутоа, документарните исто така се привлечни секогаш да се погледнат на овој стример. Bad Thoughts беше објавена во целост на 13 мај и 6 епизоди од 20 минути, односно тие 2 часа, ајде ако ги сублимираме како содржина, беа изгледани во еден здив од моја страна на 13 мај. Истиот ден, инстантно, пак уште работени се како кратки епизоди кои знаеа, например, да се појават на сега веќе пропаднатиот стример Quibi со клифхенгери на средина, на крај, 15 минутни епизоди, мислам, и продолжување во антолошки приказни, се гледа во еден здив, како и да ја делел Том. Моја препорака е 2 часа, дури има подолги долгометражни филмови кои што траат од една сезона на Bad Thoughts. Тоа се должи на извитоперените мисли кои ги поседува стендап комичарот, кому Netflix му ги одврзале рацете. Не знам што требало да жртвува за да ја добие таа апсолутна креативна слобода. Сите негови абнормални и перверзни мисли да ги вгнезди во комичен контекст, со тоа што себе си се става во своевиден иманентен, во функција на своевиден иманентен наратор, појавувајќи се пред камера за да ја наговести условно кажано тематиката околу која ќе се одвиваат дадените винјети во кои се разбира дека глуми, но исто така се појавуваат и бројни негови пријатели комичари, тоест Боби Ли, Ден Стивен, Сара Барнс, Даниела Пинеда, Шеа Вингам, потоа се појавува и неговата сопруга, односно Кристина Пазицки. Не би сакал многу да говорам за епизодите, затоа што се базираат на луцидни шеги, сакам да ги откриете на начин на кој што јас се соочив со нив, да бидете фрапирани, кои се сошиени со нанис на халуцинаторни кошмари, во кои од комичната поставеност се оди до крајни
екстреми. Мислам дека можам да ја напоменам првата винјета, ајде ќе си го земам тоа право, во која што Том глуми платен убиец, како што може да слушнете од најавата, снайперист кој треба да ликвидира машка жртва, а тој ќе почне да убива и жени и деца, иако наводно тоа е против неговиот код, па ќе почне да ги обвинува нарачателите дека му испратиле погрешна мета, додека тие всушност го наблюдуваат како ги лаже, додека во дадена ситуација го прави тоа, завршат неговите фекалии во неговите гаќи и се обиде да извлече жива глава од домино ефектот на несреќни и неповолни ситуации во кои самиот ќе си се вовлече. Ова се случува првите 5 минути од серијата. Може да замислите што се нема овој омнибус на гротескни, хуморески, кои што топла препорака со моја страна да ги погледнете. Има кантри пеачи со култистички тенденции, има условно водење љубов, до ескалирање на ситуации во кафетерии, на состаноци во маркетинг агенција и ескалирање на забави, проткаени со блажни трейлери за лековити свештеници и рекламни видеоспотови, односно најсродни со епизоди ми беа од дамнешните инфомершалс кои ги снима, например, ненадминливите Adult Swim, баш поради таа бурлеска која поседуваат, кои исто така беа безобзирни и не се плашеа да ја завиткаат комедијата во облога од некаква си автоцензура, како што и Том не стравува да направи карикатура од политички коректна стерилизација на хуморот, туку ја доведува секоја своја глупава идеја до екстрема, со надеж дека ќе навреди, но и насмее по некој од гледачите на неговите бурлески. Ако барам некаква луцидна компарација, може би повеќе би имало со хуморот на The Rehearsal, Who is America или пак The Curse, односно сите серии кои пред или зад камерата се појавува Нейтан Филдер, дефинитивно ако сте љубители на нив ќе уживате и во оваа серија. Може би не ни треба да барам сродно со американски серии, може би повеќе треба да се најде некаква си компатибилност со британскиот сув црн хумор, кој е посоодветен на една Little Britain, например, како и се што е сработено од The League of Gentlemen, Psychoville, Inside Number 9 или пак може би Гарт Меренги, не знам. Во секој случај, играта на гротескното и смешното е во ковалентна врска во рамките на Bad Thoughts. Морам да ја напоменам и последната винјета, каде последниот бодеш Том го задава на вежбалниците, односно популарно речените ретани, и размислувањето дека постои скратена поставка со која може да се добие саканата форма на своето тело, без да се вложим ако трпна секојдневна работа на себе си, што е всушност одлична алегорија за мерење на големината и коментар на нарцисоидната обсесија во денешницата, но и болната компетиција со другите, се разбира. Прекрасна круна на сезоната беше последната винјета. За жал, уште не знаеме дали е одобрена нова сезона или ќе ја пресече Netflix во корен, како што тоа го правила во минатото, но јас би сакал да ја продолжи затоа што е една од најсмешните серии што некојаш се појавила на нивниот стриминг канал, затоа што на свој начин се бори да нема наметната цензура комедијата и да може да ја восприемиме сета нејзина убавина, исмевајќи ги недостатоците на луѓето, што да ве потсетам е дефиниција на комедијата. Дефиниција, повторувам, без разлика дали ќе се најдете навредени од неа или не, тоа е комплетно беззначајно, затоа што не говори тоа за серијата, туку за вашата суета. Така што топло препорака да погледнете не само Bad Thoughts, туку да ја погледнете и двете други серии за кои што ви говорев, односно The Studio и Four Seasons. А емисијата ќе ја завршиме со Sludge Bucket, односно во прашање е едно дуо кое што музицира од Оукленд, од Калифорнија. Значи ќе завршиме во Калифорнија со патешествието со помош на музиката низ музичките меридијани, каде не чека ова дуо на тапанар и басистка, односно Марк Кауфман е за тапани, Кели Волдрип е зад басот и кој што го сочинуваат нели бендот Sludge Bucket, и ќе слушнеме една композиција од нивното последно студиско издание насловено како Vampiric Earth. Конкретно ќе слушнеме композицијата
Stranded, односно Covering in Our Own Mess, која што сметав дека е најсоодветна за комплетирање на ова издание на TV103. Така што, вие го слушавте 144-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, каде детално ја анализирав првата сезона на хумористичните TV серии The Studio, The Four Seasons и Bad Thoughts. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните TV серии. До наредното издание, гледајте TV серии и останете вклучени. Чао!